Почитувани, СДСМ ја поистоветува државата со партијата, прави класична злоупотреба на државните ресурси за партиски цели. Граѓаните им ги плаќаат возењата и партиските состаноци тука во седиштето на СДСМ на партиските функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Љупчо Николовски и Мила Царовска, кои се министри во владата на партиски состанок, доаѓаат со службени возила. Шекеринска, Спасовски, Николовски и Царовска незаконски користат службени возила вон работно време и за приватни средби. Според тоа што беше објавено во медиумите, министрите не беа единствени кои што користеа службени возила и се превезуваа за партиски цели. Злоупотреби имаат направено и голем број на директори и други избрани и именувани функционери од оваа партија. Ова не е правна држава. Дали граѓаните на Република Македонија се должни да ги плаќаат приватниот превоз и приватните партиски состаноци на СДСМ? Дали е ова департизација на администрацијата која што ја ветува и на која што зборуваа на цел глас? Злоупотребата на државните возила за партиски цели е врв на партизација на државата. Ова покажува дека СДСМ не прави никаква разлика помеѓу партијата и државата. СДСМ мора да одговори колку ги чини граѓаните еден состанок на Централниот одбор на СДСМ во смисла на возачи, шофери, гориво, амортизација на возила, кои што се наплаќаат од буџетот од граѓаните на Република Македонија. Злоупотребите на државните ресурси е уште една причина СДСМ што побрзо да си замине од власт. Ви благодарам.